أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق لجلاله وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарността му припаѓа на Allah subhanahu wa ta'ala, створителот на световите, а и нашите салавати и срдечни поздрави нека се на пратеникот Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва саллем, за негова чиста фамилија, за неговите верни другари сахабите и за сите оние кои го следат патот на пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ва саллем па све до судниот ден. Ние го молиме Allah subhanahu wa ta'ala да ни даде корисно знаење на овој свет, па да ни користи и за другиот свет, инша Allah. Го молиме Allah subhanahu wa ta'ala да со неговата милост да ни овозможи секогаш да се сретнеме во овакви средби, што се надеваме дека Allah subhanahu wa ta'ala ќе ни ги опрости гревовите, а инша Allah во судниот ден да не оживи со пратениците и добрите луѓе, инша Allah. Во оваа средба со помошта на Allah subhanahu wa ta'ala ќе зборуваме во врска со ниетот или намерата. Ние пред една недела зборувавме за искреноста, па ова средба иншалла ќе зборуваме за ниетот или намерата. Оти секогаш кога зборуваме за овие теми, зборуваме за душата, за искреноста, за намерата, за срцето. Сите овие теми имат се врзани меѓу себе. Па затоа во секоја средба иншалла ќе зборуваме на посебни теми, за да ги разбереме се подобро овие теми. Па во оваа средба иншалла со помошта на Allah ќе зборуваме неколку зборови во врска со ниетот или намерата, па да знаеме да имаме еден концепт во врска со намерата. Оти на нас муслиманите што чиниме ибадет за Allah subhanahu wa ta'ala, многу ни е важна како ќе ни биде намерата во овие наши ибадети кои ги правиме за Allah subhanahu wa ta'ala. Пред да почнеме да зборуваме за намерата, треба да разликуваме што има разлика меѓу намерата и искреноста. Искреноста е малку попосебна од намерата. Оти искреноста може да биде о намерата кога е искрена, само секоја намера не може да биде искрена. Понекогаш некои луѓе имат и лоши намери. Може некоја намера да биде да не биде искрена. Затоа искреноста е малку попосебна и ние, иншалlah, како муслимани, како верници, се трудиме да нашите намери да бидат искрени за се тоа што правиме во нашиот живот. Хадисот што зборува во оваа тема е хадисот што го пренесува Бухари и Муслим од Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху, дека нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва саллем рекол: иннамал а'малу биннијат. Иннамал а'малу биннијат, значи сите наши дела се ценат према нашите намери. Какви намери ќе има? Значи важноста на нашите дела се врзани многу сврсто се врзани спрема нашите намери. Иннамал амал, значи ова дошло во множина, амал, делата, нашите дела се спрема нашите намери. И намерите може да бидат
повеќе од една намера. Значи, нашите дела и нашите намери, тие се многу се врзани меѓу себе и зависат, секој дело зависи од намерата каква ја има. Затоа пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ве селем рекол: "Ва иннама ликулли мрин ма нава", значи и секој човек ќе му се даде, на секој човек ќе му се даде наградата зависно каква му била намерата на тој човек. Па после во овој хадис пратеникот го спомнува еден човек која дошол во времето на хиџрата, која имале емиграција муслиманите после 13 години, требале да го напуштат Меке, па да се вселат во Медина. И ова дело, хиџрата, значи, ние знаеме како за ибадети треба да имаме намери, треба да имаме ниет, но хиџрата не може да свати некој дека и во хиџра треба да има намера. Сите требале да го напуштат Мека, затоа имале обврски, дошле обврски од Аллах субхану таала, наредби што треба да го обават верниците, па имале тешкоти, не може да ги обават, па треба да напуштат таа земја, па да идат во некоја земја што им дава могушност да ги обават тие наредби, па требале да ја пуштат Мека и да идат во Медина. Последен останал пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ве селем со Абу Бекр, затоа што пратениците, сите пратеници, кога ќе прати Аллах субхану таала во едно место, не смеат да го напуштат тоа место, освен со дозволата на Аллах субхану таала. Ние имаме пример со пратеникот Јунус алейхи селам, што се вели во неговата историја дека тој бил темпераментен и не го слушнале во тоа место што бил пратен, не го слушнале некој, па го напуштил тоа место. И одма имал големо искушение. Го готнал китот и останал некое време. Па сам признал, рекол: "Ла илаха илля анта субханак инни кунту минез залимин", сватил дека погрешил и рекол: нема друг Бог што треба да се обожува осим Аллах субхану таала, па јас сум од неправедните. И Аллах субхану таала му наредил на китот, па се спасил Јунус алейхи селам. Затоа пратениците не смеат да го напуштат местото каде биле пратени. И оде со дозволата на Аллах азза ва џел, му доаѓа дозволата од Аллах и требал и пратеникот да го напушти Меке. Но кога стигнале таму, Аллах азза ва џел му објави на пратеникот дека некој меѓу овие што чинеле хиџра, што дошле од Мека до Медина, некој имали други намери. Значи намерата не можеме ние како луѓе да ја знаеме. Овие нашите намери само Аллах субхану таала ги знае. И му објавил на неговиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем дека меѓу вас еден од тие што чинеле хиџра има некој што дошол и со друга намера. Имал намера да се ожени со некоја жена. Затоа пратеникот потоа им рекол на сахабите: "Фамен канат хиџратуху иля Аллахи ва расулихи, фахиџратуху иля Аллахи ва расулихи." Тој што го чинил хиџрата за Аллах и за неговиот пратеник, па хиџрата така ќе му биде наградена. За Аллах така ќе му биде примена. За Аллах и за неговиот пратеник. Но оној فمن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Значи оној што чинил хиџра за овосветски интереси или امرأة ينكحها, значи овие светски интереси се многу мина. И тука امرأة ينكحها и некоја жена да ја ожени, значи му дошол на примерот што го чинил оној од сахабите. فهجرته إلى ما هاجر إليه, значи хиџрата ќе му биде спрема тоа што имал намера да го чини тоа хиџра. Значи и хиџрата е голема работа,
za tije muslimane što go obavile. Zato ne bi bilo potrebno da imati drugi nameri. Da imat namera samo hijrata i da ne meša sa drugi nameri. Zato go spomnal ova pratenikot sallallahu alejhi ve sellem. Imam Šafi rekao za vrska sa ovaj hadis, rekao hada al hadith thuluth al ilm, znači ovaj hadis što je spomnuo namerata, vika je tretinata na znanje to. Znači sve naš život, sve se je vrzan so namerata. Pa ko rekao, ko go spomnal ova pratenik od sallallahu alejhi ve sellem, innamal a'malu binniyat, čovjek go živi jedan život i sve na kraj izlegova na delo izlegova se pojava kakva namera imao čovjek. Zato drug hadis rekao innamal a'malu bil khawatim, znači site dela na čovjekot se so kraj zavisno so kraj od kako će završi njegov život. Zato je rekao pratenik sallallahu alejhi ve sellem tamutune kema taishun wa tub'athuna kema tamutun. Vi ke umrete tako kako ste živele. Ste na to kako ste živele. Tako ke umrete. A ke preživete isto na taj način što ste umrele. Inshallah Allah da ni dade da umreme kako muslimani inshallah. So šehadet. Pa posle drugi del od hadisa od innema li kulli min maneva, znači svaki čovjek za svaki čovjek je bide toa, ke mu se dade nagradata sprema toa što nameraval to. Našите dela se na tri kategoriji. Prvата grupa je etaat. Etaat znači site naši ibadeti. Što pravi ibadet, obožuvanja, тоа се под зборот таат. Нашите ибадети што ги имаме како намаз, абдес, пост, зекјат, хадж, овие се наши дела, се што имаме во нашиот живот од ибадетите. И овие морат да имат добра намера. Човекот не треба да ги меша овие ибадети, не треба да меша ништо друго осим дека овој ибадет го обавува за Аллах субханаху ва таала. Па има и друга категорија, друга група на нашите дела што се викат мубахат. Мубахат се дела што не се врзани ни за награда, нити со казна. Например, човекот ќе седи некаде, ќе се одмара, ќе излезе да шета, сака да пие чај или сок, или да јаде некоја врста јадење, тука не се врзани со награда. Овие работи се мубахат, се наоѓаат во животот на човекот, но не се врзани со награда, директно. Па трета категорија или трета група на наши дела се ел-меаси, гревови. Значи човекот во неговиот живот прави гревови. Ние треба да се чуваме од гревовите, но пак човекот ќе сгреши некаде, ќе заборава нешто и ќе падне во гревови. Затоа делот на овој дел на хадисот иннамал а'малу бинният е врзан со двете први категории, не е врзан со третата категорија. Значи, нашата намера ни треба за нашите ибадети што ги чиниме на Аллах субхану таала и мубахат, и делата што не се директно врзани за награда или казна. Едно објаснување дека првата категорија, ибадетите, например, не може човекот едно дело да направи, а да нема ниет, да нема намера. Значи, човекот кој прави нешто без намера, тоа само може да биде рефлекс, како што објаснуваат психолозите.
Само рефлексот може да биде без намера, ама делата не може да бидат без намера. Затоа ние кога ќе земеме абдест, свесни сме дека земаме абдест. Па зашто го земаме тоа абдест? Да кланяме. Свесни сме дека треба да кланяме. И затоа ниетот не е во јазик, него ниетот е во срце. И сите исламски научници викаат дека ниетот не треба да се изговара. Тоа се наоѓа во срце. Тоа никнува од срце. После мубахат, и тука треба да објасниме нешто, дека мубахат, овие дела што ги правиме, треба човекот да спие, треба да јаде, треба да се одмара, вака. Значи, овие дела, како што рековме, не се врзани директно со награда. Но, спрема намерата, можат овие дела да се претворат во такви дела да бидат ибадет. Например, ние имаме потреба да се одмориме, но човекот, ако вели дека ја ќе се одмарам за да бидам појак да клањам ноќе или да не закаснам на сабах, тоа ќе му биде наградено, ќе му биде примено од Аллах субхану таала како ибадет. Например, човекот излегува да шета. Ако тоа е обично шетање, нема награда, ни казна. Но ако вели дека излегувам да шетам и да гледам од тоа што створил Аллах субхану таала, да медитирам околу тоа шетање ќе му биде наградено од Аллах субхану таала. И ако во суштина мубах, тоа ќе му се претвори во ибадет, ќе му се прима кај Аллах субхану таала во ибадет. И трета група ел-мааси, значи гревовите. Гревовите никогаш со добрата намера нема да ги претвори во добри дела. Гревовите останат гревови без разлика колку може да биде добра намерата на некој. Па не може некој да каже ја ќе го честам некој со алкохол, ама имам добра намера. Никогаш тоа добра намера никогаш нема да го претвори тоа дело во добро дело. Тоа останува пак грев. Затоа добрата намера со добрите дела, добрата намера не може лошото дело или гревот да ги претвори во добри дела. Тука треба да пазиме сите ние како муслимани. Сигурно сте го слушнале хадисот кога некои сиромаси дошле кај пратеникот Мухамед салалаху алейхи ва селем и му рекле дека некои од сахаби што имат што се богати клањат како нив и сите ибадети ги обават исто како нив, но проблемот е дека тие и имат богатство, па делат садака, а овие сиромаси немат. И сега тука е разликата. И овие дошле кај да се жалат кај пратеникот салалаху алейхи ва селем како може да бидат еднакви. Значи, во тоа време муслиманите зашто се интересирали? Се гледаме дека овие први генерации стварно биле генерација што можеби не се повторува во нашиот живот. И пратеникот салалаху алейхи ва селем им рекол на овие сиромаси, па вие ако сакате да бидете заедно со нив, со добри дела, со севапи, после намаз, кога ќе се разделат луѓето, останете вие останете, после селамот останете во џамија. И почнете да теспи да направите. Теспи значи субханаллах, да кажете субханаллах 33 пати, елхамдулилlah 33 пати, Аллаху акбар 34 пати како дошло во хадисот. И така останале после намаз
да завршува намазот, да селами, овие богатите отишле, па сиромасите останале во џамија. Но намаз после намаз, овие богатите ги приметиле дека овие останува до намаз и ги прашувале што правите вие после намаз, вика вака, прави субханаллах, велиме субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху екбер. И сите овие богати, кога ги приметиле овие, и тие сакале исто како нив да чинат зикр. И останали и богатите. После пак сиромасите отишле кај Мухамед салаллаху алейхи ве селем и пак се жалат. Викат: "О, ја Расулуллах, викат, овие богатите не приметиле и тие прават сега исто како нас." Па пратеникот салаллаху алейхи ве селем им рекол: "Залика фадлуллахи юти ме јаша." Значи ова е одредба на Аллах субхану ва таала. Ќе му даде на луѓето тоа што сака. Па вие можете добри дела да направите многу. Има добри дела во животот на верникот, што може да стекне севаби, има доста. Им спомнал добри дела, па стигнал и им рекол дека и кога идете кај вашите жени, и тогаш имате севаб. Значи, овие сахабите сега се чуделе. Сите тие дела, добри дела што ги спомнал пратеникот салаллаху алейхи ве селем, можел да ги сватат, но сега и кога идеме кај нашите жени, баш и ова, и тогаш пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол да би отишле вие во харам, во недозволено, дали ќе беше тоа казна за вас? Вика да, така е севаб кога вие идете кај вашите жени, кај вашите собствени жени кои идете, тоа е севаб. За овој хадис научниците, исламските научници велат дека и делата што се мубах, ако имаш добра намера, значи ќе бидеш награден кај Аллах азза ва џел. Како што спомнавме и пред малку дека местото на намерата или ниетот е во срце, не во јазикот. И сите научници, исламски научници викаат дека во ништо кај ибадетите, кај обожувањето на Аллах субхану таала, ништо претходно не треба да се изговори со ниетот дека имам намера вака да клањам или да постам, не треба. Има некои хадиси што спомнат дека за хадж, например, хаджијата кога ќе стигне во микат, во местото кај што почнува со умра или хадж, таму само треба да изговори дека Аллахуме хаджетен, Аллахуме умретен, Аллахуме умретен или Аллахуме умретен во хаджетен. Значи, зависи која врста на хадж ќе го обави. Но нема ниеден хадис да вели дека имам намера или невејту, значи имам намера вака да, тоа не се спомнало никогаш во ниеден хадис. И кога колеме курбан, треба претходно да кажеме бисмилlah, Аллаху екбер. Значи, некој мисла дека и ова е изговорење на ниет, али пак и во ова дело, значи нема нешто да кажеме имам намера, ова тоа. Значи, само бисмилlah, Аллаху екбер. Нема никаде за ниеден ибадет да се изговори тоа дека имам намера да го правам ова и ова. Ниетот останал и ќе остане во срце, и тоа Аллах субхану таала треба да го знае. Луѓето немат потреба да го знаат, да ја знаат намерата на некој од луѓето. Значи, ова треба да знаеме еднаш кога секогаш дека местото на намерата е срцето. Но пак треба да знаеме спрема времето кога треба да правиме ниет. Имаме случаи кога ниетот е многу пред делото. Па имаме случаи кога е ниетот одма со делото. Па имаме случаи кога понекогаш ниетот доаѓа после делото.
Например, дали можеме ние да чиниме ниет денеска за некое дело што ќе го правиме после значи утре или после една недела или после една година. Например, пратеникот салаллаху алейхи ве селем го спомнал дека од признаците на судниот ден ќе дојде една војска, па ќе сака да го фатат некој, па тој ќе се скрие во Кабе. Но Кабе не е дозволено да се ратува. И тие ќе дојде кој ќе се вратат, ќе ги спушти земјата. Па Аиша радијаллаху анха го прашал пратеникот салаллаху алейхи ве селем како тие немале сите иста намера. Па пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол тие кога ќе уживаат судниот ден ќе уживаат зависи како ги имале намерите. Кој имал добра намера, со добра намера ќе оживи. Кој имал лоша намера, со лоша намера ќе оживи. Значи, ние можеме да имаме многу ниети за нашиот живот. Например, хаџот ако е хаџот после 5 месеци. Ние можеме и сега да чиниме ниет дека ќе идеме на хаџ. Аллах субхану таала, ако умре човек во тоа меѓувреме, ќе оживее со тој ниет. Па имаме дела што се врзани со ниетот одма. Тука ти е ниетот и одма го обавиш тој ибадет. Тоа не е во секојдневниот живот. А еве има и такви дела што може и ниетот понекогаш да е после делото. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога дошол еден ден кај Аиша радијаллаху таала анха, ја прашал дали има нешто за јадење, та му рекла дека нема. Па тогаш и рекол пратеникот, ако кога нема за јадење ништо, тогаш ќе постам. Тоа преку денот. Значи, ниетот дошле, тој почнал со дело, само ниетот бил после делот. Значи, има и вакви случаи. Какви релации се нашите дела со намерата. Пренесува Бухари и Муслим од Ибн Аббас радијаллаху таала анху дека пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ве селем пренесува од Аллах азза ва џел. Значи, кога пренесува од Аллах, тоа е хадис кудси. И рекол: Инна Аллаха кетебе л-хасанат ва сејјат thumme бейне залик. Аллах субхану ва таала ги регистрирал сите нашите дела, и добри и лоши. Потоа ги објаснил. فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Кој намеравал да направи добро дело, па не можел да го направи тоа дело, само намеравал, кај Аллах субхану ва таала ќе се регистрира тоа дека е како добро дело, и тоа комплетно добро дело. Како да направи тоа дело. Другото, وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Но ако намерувал да направи некое добро дело и тоа ќе го обави, Аллах субхану ва таала ќе му пишува како дека направил 10 такви дела. 10 хасанат. Ќе го награди најмалку со 10. Ила 700 деф. Најмалку со 10 до 700. Ила адафин каthira, па може и повише. Субханаллах. Значи човекот во судниот ден кој направи добри дела, не знае колку ќе му иде наградата. Само Аллах знае. Во судниот ден ќе се чуди, можеби многу луѓе, многу добри муслимани што направи добри дела, направил еднашка некоја работа, можеби ќе се награди со 700 пати или повише, или адафин каthira или повише. Кога ќе оживи, ќе ги види своите дела, ќе вели тој сам ќе вели дека не сум направил толку, но Аллах субхану таала ќе му вели дека
Ти си направил еднашка само кај мене, се толку си бил награден. وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. Ако намеравал да направи неко лоше дело, па не го направил, Allah subhanahu wa ta'ala за него ќе напише дека направил добро дело. Затоа што тој иако намеравал, не го направил тоа дело. Затоа што не го направил тоа дело, Allah subhanahu wa ta'ala, значи се оддалечил од тоа лоше дело, ќе му напише хасанатун камила, значи добро дело, и тоа комплетно добро дело. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Но ако намерава да направи лоше дело, па ќе направите лоше дело, Allah subhanahu wa ta'ala ќе му напише дека направил само толку колку што направил. Едно дело, едно. Тоа е милоста на Allah азza wa jal. Само тоа во овој хадис можеме искрено да ја видиме милоста на Allah subhanahu wa ta'ala, колку имал милост на нас, и тоа само за уметот на Мухамед салаллаху алейхи ва саллем. Никој од уметите, претходни умети што биле со другите пратеници, никој не е имал ова релација, нашите дела вака да се наградени. За едно дело, добро дело, да се наградиш 10 пати повише, или тоа да иде до 700 или повише, тоа никој во историјата на човекот никој не го имал порано. Тоа е само за атор на нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, кој Allah субхану таала го пратил рахметен лил алемин, да биде милост за сите светови. Па и затоа ни се дадени овие привилегии со овој пратеник салаллаху алейхи ва саллем. Да земеме еден пример, да објасниме ова последната точка, која или предпоследната, овие двете последни, која човекот намерава да направи неко лошо дело, нема да го направи, ќе се награди со едно добро дело. Но имаме некој случај, и ова да го објасниме, кога човекот намерава да направи нешто, но може да биде и казнет. Пред да го објасниме ова, да земеме еден пример за Јусуф алейхиссалам. Јусуф алейхиссалам, сите го знаете, ја знаете историјата на Јусуф алейхиссалам, кога бил во Египет, и жената на оној министерот сакал да се одвои со Јусуф алейхиссалам. Но Јусуф, кога приметил намерата на таа жена, каква намера имал, се опатил кај вратата да побегне. Allah subhanahu wa ta'ala вели: وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Значи таа намеравала да го фати Јусуф алейхиссалам за кошулјата. Но за Јусуф алейхиссалам што се вели? وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ. И Јусуф ке мислеше на неа да не го видеше аргументот на својот Бог. Значи овој ет кажува дека Јусуф не намеравал нешто лошо. Таа што намеравала била таа жената. И едно објаснување дека пратениците која ќе сгрешат нешто, Allah subhanahu wa ta'ala одмах ќе вели дека тие чинат истигфар, таубе, ќе се покајат, како што бил случајот за Адем алейхиссалам. За Адем бил во џеннет, се му било дозволено, само едно му било не му било дозволено, му било забрането. Но Адем алейхиссалам тоа отишол таму кај тоа дрво и каснал, и требал да го пушти џеннетот, да излезе од тоа место. И Allah subhanahu wa ta'ala што вели во Кур'ан: "Фаталаqa Адаму мин рабби калиматин фатаба алейхи иннаху хува таввабур рахим." Адам се покајал и ги изговорил таубето. Фаталаqa Адаму раббихи калиматин фатаба алейхи. Значи Allah му го простил грехот
И тука се спомнува за Јусуф алейхиссалам, не се спомнува ништо. И Ибн Тајмија вели, кога ќе сгреши пратеникот, некој пратеник, Аллах субхану таала одма ќе го спомне тоа. Ако не спомнал ништо, значи тоа дека не сгрешил. И Јунус алейхиссалам, што го спомнува пред малку, кога излегол од тоа место каде што бил пратен, па китот го голтнал, што рекол? Ла илаха ила анта субханек inni kuntu min adh-dhalimin. Тобата на Јусуф била, нема друг бог освен Аллах субхану ва таала. Јас бев од залимите, од неправедните. И Аллах субхану ва таала го спомнува ова. Така и со Давуд алейхиссалам, и вака е, значи, со пратениците. И Јусуф алейхиссалам, како што вели ајетот, не помисли нешто лошо, така го чувал Аллах субхану ва таала, го чувал овој пратеник. Имаме еден хадис што имав намера ја да го објаснам ова, тоа што реков пред малку. Кога ќе се сретнат двајца со саби и некој, еден од нив ќе го бие другиот. Но пратеникот салаллаху алейхи ва салем рекол el-qatilu wal-maqtulu fi-n-nar. El-qatilu wal-maqtulu fi-n-nar. Значи, овој што го убил и убиенет, сите двајца, оба двајца се од џехенем. Сахабите се чудиле. Како пратеници, како el-qatil, за него што оној што го убил, за него се знае ќе биде од џехенем. А мактул, ма балу мактул, значи зашто овој што убиен, зашто тој од џехенем? Тогаш пратеникот рекол кане харисан ала катлихи, кане харисан ала катлихи. И овој што е убиен, и тој намеравал да го убие. Значи да не ги мешаме тука, некој намеравал да направи некоја лоша работа. Не ја правил, ќе се награди со цела награда. Но ако имал намера и после, ако некој не ја направил таа работа и зашто, како не можев да ја обавам, тој ќе има казна. Тој ќе има казна за тоа, иако што не ја направил таа работа. А човекот што намерал да направи лоша работа и се оддалечува тоа и го заблагодарува Аллах субхану таала, за не го направи тоа работа. Алхамдулилlah, тој ќе биде награден. Тој ќе биде награден. Кои се последиците од лошите намери? Пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ва салем рекол, на пример, за стекнување на знаење, го спомнува хадисот мен тааллама ал-илма мимма юбтага бихи вајхуллах ла јатаалламу илла лиюсиба бихи ардан мин ад-дуња лем јаџид арф ал-џанна јаум ал-қијама. Значи некој човек ако стекне знаење, верско знаење, со тоа знаење што се бара искреноста со Аллах субхану ва таала. Но кога ќе го стекне тоа знаење, има намера некој од овосветски интереси. Тој Аллах субхану ва таала на тој ќе му забрани да го мирише и мирисот на џеннет во судниот ден. А има некој верзија од други хадиси што се вели дека мирисот на џеннет може да го мирише човекот 30 години далеко од џеннетот. Аллах субхану ва таала ни вели феида аземте фетавекел ала Аллах. Значи кога ќе намераваш да направиш некоја работа, фетавекел Аллах, наслони се на Аллах субхану ва таала. Значи не треба човекот да биде лабилен. И замисли човекот кој има добри намери, да го направи некоја работа, одма ќе му дојде шејтанот да го далечи од тоа. Се вели дека еден човек слушнал худбата од имамот и имамот зборувал за садака, како да се дели садака, колку е добра работа, и овие сите биле инспирирани од дерсот, од худбата и сакале сите да делат садака. Но имамот им рекол, само пазите, можеби,
ќе имате проблеми, можеби и до 20 шејтани, се додека не почнете да делите садака. Па меѓу нив бил и еден сиромав и отишол да земе од дома, да зема што имал од тоа да дели садака. И кога доаѓа неговата жена, вика, што правиш? Сакам да делам садака. Вика, зар ти ќе делиш садака? Не можеш, ние сме сиромасни, немаме ништо. И после, кога виделе, нема со себе ништо, кај ти е тоа што намераваше дека ќе делиш садака, го прашувале неговите другари, вика, сите ги поминав, сите шејтани, најголемиот шејтан не можеш да го поминам. Тоа е, има и од луѓе, и од џинови, има шејтани што ќе ти сметат тебе во твојот живот, ако си намерал некоја работа да направиш, па ќе ти дојдат и ќе ти чинат везвесе само да не го направиш добро дело. Па иншалла ние го молиме Аллах субханаху таала да ни помогне да ги чистиме нашите намери, да бидат искрени и секогаш кога сакаме добро да правиме, иншалла да ни овозможи Аллах субханаху таала да ги направиме тие добри дела. И пак го молам Аллах азза ва џел секогаш да не сретне во вакви средби и да не очисти од гревовите. Иншалла Аллах субханаху таала ќе ги оживи верниците, да не оживи блиску до пратеникот салаллаху алейхи ва салем и добрите луѓе. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.